Добро вечер, почитувани гледачи. Следува ново издание на Дневникот на К3, а во него издвоивме. Нашата цел како партија е да оствариме повеќе од она што сме ветиле, а најважно од се е да си го зачуваме образот, рече вице-премиерот Владимир Пешевски на трибината во Крива Паланка во рамки на кампањата на Македонија и треба твојата идеја. Годишна конференција на Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Своје обраќање имаше и лидерот на партијата Никола Груевски. Минусните температури во Полска ги зедоа првите жртви, од студ починале 7 лица. Куманово им се врати на победите, убедлив триумф на гостувањето кај Кожув со 80-73. За останатите содржини од Дневникот бидете со нас по рекламите. Дневник на К3, добро вечер. За ВМРО ДПМН како партија прашањето на подготвување на предизборната програма значи и прашање на изборно ветување и на одржување на зборот. Целта е секогаш да оствариме повеќе од она што сме ветиле, но најважно од се е да си го зачуваме образот, рече вице-премиерот Владимир Пешевски, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, на синоќишната трибина од проектот на Македонија и треба твојата идеја, кој се одржа во Крива Паланка. За ВМРО ДПМН како партија прашањето на подготвување на предизборната програма значи и прашање на изборно ветување и одржување на зборот. Целта е секогаш да оствариме повеќе од она што сме го ветиле, но најважно од се е да си го зачуваме образот, да го одржиме зборот, рече вице-премиерот Владимир Пешевски, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, на трибината од проектот на Македонија и треба твојата идеја, која се одржа во Крива Паланка. ВМРО ДПМН прашањето на подготовка на програмата за нас е и прашање на изборно ветување и на одржување на зборот. Не сакаме да ставиме нешто за што не сме апсолутно сигурни дека можеме да го реализираме. Дури и тогаш кога сметаме дека сме апсолутно сигурни дека можеме да го реализираме, се случуваат понекогаш модерни околности и неколку проценти некој пат и од самата програма на проектите не се реализираат. Така да ние реализираме, ако ги гледате назад, 95-96% од програмата, но ретко 100% од она што е ветено. Но правиме нешто друго. Се навраќаме на идеите кои што не сме ги ветиле, но сме ги сочувале и ги претвараме во нови проекти кои што се дополнителни 40-50% на она што е ветено. И целта е да се исполни многу повеќе од она што е ветување, но пред се ни е важно да си го задржиме образот и да го задржиме зборот. Она што е ветено да се оствари, она што не е ветено да пробаме да го оствариме. Тој додаде дека речиси 90% од најквалитетните проекти кои се спроведени се базираат токму на идеи од граѓаните. Нагласи дека ВМРО ДПМН како партија реши да изстави крај на политичката криза во земјава, додека СДСМ продолжува да ја продлабочува истата и бара изговори за одложување на изборите. Народот веќе му е доста и согласно и анкетите и она што беше однесување и на политичките партии во изминатиот период, работите се искристализираа прилично јасно. На една страна го имаме СДСМ, кој никогаш во историјата не подготвил политичка програма, никогаш не излегол со пишан документ. Најдобро што успеале да направат, јас сеќам на претходните, на претходниот имен состав, упатија критики и одржа еден прес на нашата програма, која што ние, како да ви кажам, во тек на неколку часи му кажавме каде све грешат и беше јасно дека таму нема капацитет за конструктивни предлози. Значи, го имаме СДСМ која предизвика политичката криза, го имаме СДСМ кој што изминатиот период не предложи ниту еден конструктивен проект. Те имаа своји проекти. Имаа проект за објавување на бомби, има проект за фалсикување на лични карти, има проект за креирање на фабрика за скандали, за афери, но не видовме проект кој што е во интерес на граѓаните. И она што е интересно, дури после, еве речиси 10 години во опозиција,
Оно што секој нормален човек би рекол, добро, ако вие се 10 години во опозиција и имале можност да смислат разни проекти, разни предлози, имаат сега можност да имаат 2 министри во владата, и имаат можност сега да покажат што е тоа што го мислеле, ние не видовме ни еден проект. Ниту една нова идеја, нов проект во интерес на граѓаните на Република Македонија. Видовме проекти за набавка на нови возила, за намештај за нивните кабинети, видовме нивни проекти за унапредување на нивните партиски кадри, веднаш преку ноќ, видовме проекти за унапредување по роднинска линија, непотизам, тоа го видовме деградирање на луѓе кои што долги години граделе професионална кариера во тие институции, такви проекти видовме, но нешто што е во интерес на граѓаните не видовме. Наспроти тоа, ВМРО-ДПМНЕ е партија која продолжува со донесување странски инвестиции и креирање нови работни места, истакна Пешевски. Продолживме интензивно на привлекување на странски инвестиции, на подобрување на условите за домашните инвеститори. Го почнаме проектот Македонија вработува, 11.500 луѓе се вработени со тој проект. Почнавме проекти за решавање на стамбените прашања на младите. Почнавме многу други активности за подобрување на животниот стандард на младите, подобрување во образованието и сето она што се беше дел од претходната програма. Ние, ако се сеќавате на оние митинзи кои што ги држеше председателот Груевски, на секој митинг по неколку нови реформи, по неколку нови проекти се промовираа. Тоа беше нашиот одговор на СДСМ, но покажа на народот што значи разликата во гледањето на државата и како тоа ќе се и како ќе би ја водел СДСМ кога би имал можноста. Според него досега СДСМ не реализираше ниту еден конкретен проект за подобрување на животот на граѓаните, додека, како што рече, ВМРО-ДПМНЕ останува на патот за подобрување на животниот стандард на граѓаните и креирање нови работни места. Во изминатите 8 години над 150.000 нови работни места се искреирани, да продолжиме со проектите во здравството, каде што многу нова опрема се набави, над 100 милиони евра се инвестирани во таа работа, многу објекти, здравствени домови, болници се обновија, се направија некои нови на различни места во државата, во образованието, каде што се реновирани над 350 школи, 70 нови се направени, да продолжиме со тој процес. Значи, во сите сегменти, сега да не ги набројувам, дали е тоа земјоделие, дали е социјалната помош, дали се пензиите, пензионерите, дали е некои бенефиции за учениците, сеедно, значи во сите аспекти она што се работеше, да се продолжи со едно нормално темпо, сите да се вратиме на нормален начин на функционирање, бидејќи тоа е она што ни треба. Советникот во владата на Република Македонија Бошко Стојковиќ истакна дека овие трибини се можност да се слушнат граѓаните и врз база на идеите кои ги предлагаат да се реализираат конкретни проекти. ВМРО како партија и оваа влада значи е донесена култура која што бидејќи да се биде тука меѓународно, да се почитува традицијата, меѓутоа да постојано да се биде отворен, да се слушаат нови идеи, да се прима нови луѓе. Значи таа една инклузивност која што постои, која што возможува државата да оди напред. Се она што е добра идеја, ние сакаме да го имплементираме. Се она што може да допринесе некако. И од тој аспект, ако се земе, нема вака, ако се навратиме, нема област во која што значи ВМРО-ДПМНЕ, владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ и премиерот не остварила некаков капитален проект. Дали е тоа во здравството, дали е тоа во културата и се разбира она што е фокус, а тоа е економијата. Градоначалникот на Крива Паланка Арсенчо Алексовски истакна дека сите добри предлози од граѓаните ќе допринесат за подобрување на животот во општината, истакнувајќи дека со добрата соработка помеѓу централната и локалната власт досега се реализирани бројни проекти во Крива Паланка. Светам дека во изминатите неколку години докажавме дека соработката помеѓу локалната и централната власт е на доста високо ниво. Многу проекти се направија во општина Крива Паланка за кои сите сме сведоци, за кои сите гледаме дека се направија доста патишта, кои разубавивме ликот на градот и многу други проекти, дали се од културата, дали се од инфраструктурата, успеавме тоа да го направиме.
Нормално дека ние како локална самоуправа и јас како градоначалник без поддршка на владата тоа никогаш не би можеле да го направиме, но сепак имаме една убава соработка која ја покажавме како треба да функционира. Во продолжение, граѓаните предлагаа идеи и се консултираа за решавање на проблемите. Проблемот со 400-тините рудари кои се стечајци и останаа без работа по затворањето на рудникот Ораница, зашто Пешевски рече дека веќе има заинтересирани 5 стратешки инвеститори. Беше побарано отворање на времен граничен премин кон трговиште Република Србија, инфраструктура во приградските и рурални средини. Поставени беа прашања за набавка на нов биохемиски анализатор во лабораторијата во здравствениот дом и набавка на нов рентген апарат во истиот, како и решавање на проблемот со одредени лекари специјалисти кои би ги обслужувале паланчани. По повод 27 јануари, кој се одбележува како Ден на српското малцинство во Република Македонија, српската заедница во Куманово ќе одржи свечена академија. Предвидена е богата музичка програма на културно-уметнички друштва од Македонија и од Србија. Централната манифестација е најавена на 27 јануари во Скопје. Националното српско малцинство во земјава на 27 јануари го одбележува својот празник Ден на Свети Сава. Српската заедница во Куманово по тој повод организира манифестација Светосавска академија на која ќе присуствуваат голем број стакнати гости како од Македонија така и од Република Србија. Благодарение на владата на Република Македонија, ние како национално српско малцинство имаме можност нашиот ден, Денот на Свети Сава, да го одбележиме достоинствено, а со самото тоа ова е потврда на нашиот идентитет и рамноправно со останатите граѓани во земјава, истакна Горан Зафировиќ, председател на српската заедница во Куманово. Тоа е за нас многу важно и многу битно како национално малцинство. На тој начин, значи, државата и владата докажува дека сме признаени како национално малцинство, дека сме лојални граѓани во Република Македонија, од секогаш сме биле на овие простори, некогаш во поголема, некогаш во помала бројка. Тој додаде дека српското малцинство од секогаш било присутно на територијата на Македонија и кога биле добри и лоши моментите, но и понатаму ќе остане да ја гради и унапредува државата. Освен во Куманово и во Тетово и Битола ќе се одржат ваков тип на академии со богата музичко-културна програма, а централната манифестација е закажана на 27 јануари во Скопје. Во Куманово со почеток во 19 часот, како што реков, на 26 очекуваме голем број на гости, нели членови од српската заедница од Куманово и гости од Македонија, од повеќе градови. Очекуваме високи политички представници од Република Србија и од Република Српска и нивно обраќање кон присатните. Свети Сава живеел некаде во средината на 12-тиот век. Неговото родено име е Растко Немањич. Откако заминува во Света Гора и се препушта на духовниот мир, остава голем придонес за својата нација градејќи цркви, манастири и училишта. Со програмата за изградба, реконструкција и одржување на локалната водоводна и канализациона мрежа во општина Крива Паланка, за 2016 година ќе се реализираат проекти за подобрување на водоснабдувањето во градот, ќе се градат нови водоводи и канализациони мрежи во градското и приградско подрачје и ќе се врши замена на азбестните цевки. Преку проектот на владата на Република Македонија и Европската банка за обнова и развој, водоснабдување и одведување отпадни води, кој е долгоручен и се предвидува да заврши во 2016-та, се очекува да бидат разрешени и надминати најголем дел од проблемите со водоснабдување во Крива Паланка. Со овој проект за општина Крива Паланка ќе бидат издвоени 1,2 милиони евра. Програмата го опфаќа и проектот кој веќе е отпочнат. Водоснабдителен систем за висока зона на лев брег на Крива река, основна и секундарна мрежа со изградба на водоснабдување за населба Маневци и населба место викано Змаевац во село Дурачка река, со кој ќе се изгради околу 6 километри нова мрежа, резервоар и останати елементи. Овој проект се реализира со 23 милиони денари финансија од Министерството за транспорт и врски и владата на Република Македонија. Истиот се планира да биде завршен до крајот на 2016-та. Планирано е и финиширање на проектот за јавно-приватно партнерство за изградба на 4 мали хидроцентрали на Станачка река, две од кои веќе се пуштени во употреба.
Предвидено е доизградба и санација на водовод во село Варовиште, поставување водомери на истиот, на водоводот во село Конопница, на Селска река и водовод Балабанци, Вирови Грамаѓе, како и поврзување на главната водоводна мрежа со селски водоводи во Конопница и поврзување висока зона населба Домачки дол со резервоар во населба Баглак. Со програмата за изградба, реконструкција и одржување на локалната водоводна мрежа во општина Крива Паланка за 2016-та ќе се изврши и замена на азбестно водоводната мрежа со полиетиленски водоводни цевки, прва фаза. Водата од селскиот водовод во село Мождивњак не е исправна за пиење. Комуналните инспектори од локалната самоуправа на Крива Паланка беа на терен, а местните жители се известени да не ја користат водата од чешмите. За учениците од подрачното училиште Илинден е обезбедена флаширана вода. Местните жители на село Моштевњак се известени за загаденоста на водата од селскиот водовод, а деновиве се очекуваат конкретни решенија од надлежните. Иако водоводот не е во надлежност на јавното предпријатие Комуналец, направено е првично хлорирање на водата. Комуналните инспектори од локалната самоуправа се на терен, а за учениците од подрачното основно училиште Илинден, кое го посетуваат околу 100 ученици, обезбедена е флаширана вода. Инаку училиштето планира нов приклучок за водоснабдување на училишната зграда. Како општина добивме известување од Центар за јавно здравје од Куманово дека водата за пиење е неисправна во село Мождивњак. Со оглед на тоа дека се работи за водовод со кој не стопанисува општина Крива Паланка, односно јавното комунално предпријатие, туку водовод кој е во собственост на местната заедница во село Мождивњак, ние како општина единствено што можеме да направиме е тоа да ги известиме дека водата е неисправна за пиење. Водоводот во село Моштевњак не е во надлежност на јавното предпријатие Комуналец, кое стопанисувајќи со водоводите е задолжено за квалитетот на водата преку постојани анализи, рече градоначалникот Алексовски на последната седница на Општинскиот совет, апелирајќи до местните селски заедници да ги предадат водоводите на стопанисување на Комуналец. Согласно законот, тие може, но и не мора да ги предадат водоводните системи на стопанисување, но тоа е препорачливо од причина што јавното комунално предпријатие редовно врши анализи на квалитетот на водата, за разлика од селските водоводи каде водата не се хлорира и испитува редовно. Ние се обидовме на неколку пати да стапиме, да направиме водоводот да го отстапат на јавното предпријатие Комуналец, како би можело Комуналец да стопанисува. Не наидовме на разбирање од страна на местното население, така да овој проблем останува како проблем не само за село Мождивњак, остануваат и за повеќе села во Крива Паланка. Луѓето сметаат дека со ова ќе се изложат на накнадни трошоци, сметаат дека ова ќе им биде само додатно оптоварување, не се свесни дека може да дојде до ваква ситуација во која ќе може да настанат и разни заболувања. Ние го информиравме местното население преку соопштенија, да апелирам до сите местни заедници или до сите селски каде што имаме вакви водоводи, да почнат полека да ги предаваат на комуналното предпријатие. Со подетелни соопштенија, местното население ќе биде информирано при средбата со локалните представници, закажана за утре или задутре. До 20 февруари сите заинтересирани земјоделци можат електронски да аплицираат на огласот за кофинансирање при купување на трактори и друга земјоделска механизација. Предност при доделувањето на финансиската помош ќе имаат младите земјоделци до 40 години и жените. Преку оваа програма, тројца кумановци од Режановци извршија набавка на трактори и искористија помошта за субвенционирање од 50 до 75% од вкупната инвестиција. Моментални активности на Агенцијата за потикнување на развој на земјоделството се организирање на трибини на отворени денови со земјоделците. На овие средби земјоделците може да добијат одговор на сите поставени прашања од различни сфери од областа на земјоделството. Оваа мерка, односно активност се одвива на територија на цела држава. Што се однесува до Куманово, планирани се 10 средби
односно трибини, од кои 4 веќе се реализирани, и тоа во селата Габреш, Кучкарево, Градиште и Матејче, додека останати 6 ќе бидат реализирани до крајот на месецот, и тоа вторник 26 јануари во село Романовци во 17 часот, 27 јануари среда Лопате 17 часот, Љубодрак 19 часот, четврток 28 јануари 17 часот Ново село и Уминдол, и петок 29 јануари во село Рашец во 17 часот. Покрај ова до 20 февруари е отворен нов јавен повик за мерката 121 инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства под мерка 5 набавка на механизација за житни индустријски култури, за која што мерка може да конкурираат физички и правни лица запишени во единствен регистер на земјоделски стопанства, и тоа за физички лица истите треба да бидат регистрирани земјоделци или по закон за вршење земјоделска дејност или осигуреници на фонд за пензијско и инвалидско осигурување или пак земјоделството да име како дополнителна дејност. Кофинансирање на оваа мерка, значи од 50 до 75% во зависност од статусот на земјоделецот. Оваа мерка, овој оглас трае до 20 февруари и затоа ги повикам сите заинтересирани земјоделци да се јават во нашите простори, каде ќе добијат подетални информации и ќе добијат техничка поддршка, односно подготовка на апликацијата и аплицирање. На минатиот оглас, агенцијата од Куманово изработи 42 апликации, од кои преку 50% беа одобрени, а најголем дел од нив се однесува на набавка на трактори, велат од агенцијата. Од нив тројца наши земјоделци извршија набавка на трактори по мерката 121 под мерка 5. Велат дека оваа мерка значително им помогнала во делот за обновување на нови трактори, каде старите се веќе изработени, а новите ќе придонесат за побрзо завршување на работите. Имаме досега 3 пати аплицирано. Од тие 3 пати имаме добиено секогаш, имаме добиено сега ова година, имаме тафе 85 коњи, имаме пред 5 години земено тафе исто 42 коња, имаме сетвоспремач, имаме приколица, имаме плугови земено, имаме преко рурален развој со помош на подрачните единици во Куманово за земјоделие. Тие ни прават документација, не подучуваат што да правиме, како да правиме, што да зимаме, си идеме редовно на состаноци. Аплициравме, имаме сега од овој трактор од 85 коњи имаме 75% вратено, од претходниот 50% имаме вратено. За еден месец имаме вратено, ни ги вратија одма парите. Благодарение на владата, задоволни сме. Нашата земјоделка преку програмата за рурален развој, освен трактори, има набавено повеќе машини за доработка на земјата, обработува 30 хектари земјоделско земјиште веќе 15 години и на не обработуваат житни култури, сончоглед, зелка, прас, кромит и компир. Доби трактор Тафе 42, до сак не сам аплицирае, за ништо немам взимано, сак на среќу поднесе и такој доби зема, пари ни вратива одма за месец дана не се учи на пола 50%. Пари ми вратива и тоа е добивано. Друго не сам подносаја до сега. И како сте задоволни од оваа понуда? Видиш, оваа понуда е многу за свакој да прими благодет. 50% да ти даде трактор, нов трактор да обновиш. Помоќ е доста за земјоделци овај, што е пуштено, што дава. Дали и понатаму ќе аплицирате, значи, за добивање нешто друго? За нешто друго би аплицираја кога ќе да има да се пружи шанса. Драган има прв пат аплицирано и е задоволен со оваа мерка за земјоделците и понатаму би сакал доколку му се укаже можност да аплицира и да добија. Тој обработува над 10 хектари земјоделско земјиште, има земено трактор со кофинансирање од 50%. Преку програмата за рурален развој од 2009 година досега се набавени преку 2200 трактори и повеќе од 7000 други парчиња земјоделска механизација. Трговските објекти во Куманово забележуваат зголемена раздвиженост во градот за време на викендите, поради напливот на шопинг туристи од пограничните градови од соседна Србија. Жителите на Врање, Прешево и Бујановац доаѓаат во Куманово и најчесто се снабдуваат со гориво и прехранбени продукти.
Не е мала бројката на викенд шопинг туристи кои доаѓаат од градовите од Јужна Србија и кои за време на викендите го посетуваат градот и ја користат можноста да наточат гориво, да пазарат прехранбени продукти. Од пограничниот град Врање потврдуваат дека за време на викендите туристичките агенции организираат мини шопинг тура. Сепак најголем број се семејства кои доаѓаат само иницијативно. Од општината велат дека точни податоци за бројот на посетителите немаат. Немаме некои екзактни податоци колку е тоа може да допринесе до зголемување или колку се тие дневно, да не кажам такви посетители, и знаеме дека гориво или уште некои сува меснати други се поевтини кај нас, така да нормално е да очекуваме да и овие луѓе, нели, за денар или динар поевтино дојдат од оваа страна на граница. Добар дел од шопинг туристите покрај полнење на гориво, кое што е поприлично поевтино во однос на Србија, и купување на прехранбени продукти практикуваат да купат и чевли. Општината размислува да воведе организирани шопинг тури за чевли. Она што наша предност сигурно треба да видне, значи погранично и со Србија, и со Бугарија, и со Република Косово, и добро е што точно така затоа ние ја направивме, уште не е промовирано, на шуз шопинг тура или чевларска шопинг тура, и неформално сите наши гости кои доаѓаат у посета на Куманово, ние ги шетаме низ 4-5 фабрики да купат, нели, по фабрички цени кондури. Добар дел од еднодневните посетители остваруваат и роднински и пријателски врски со кумановци, но мора да се забележи дека од ваквиот пограничен туризам бенефит има и Врање, каде што голем број кумановци ги посетуваат тамошните ресторани. Поголем број од туристите има во есенските и зимските месеци, периодично, особено за време на празниците. На годишна конференција на Унијата на жени на ВМРО ДПМН своје обраќање имаше и лидерот на партијата Никола Груевски, на кој истакна дека на 24 април доаѓа казната и од маздата на народот, доаѓаат неговите 5 минути. На овој ден, рече Груевски, народот ќе испрати порака дека со валка на игра и манипулации не се освојува доверба на народот и не се доаѓа на власт. На 24 април доаѓа казната и од маздата на народот, доаѓаат неговите 5 минути, рече председателот на ВМРО ДПМНЕ во своето обраќање. Тоа е ден кога овој народ, народот на Македонија, на сите ќе им покаже кој е кој во оваа држава, односно чија е оваа држава. Во април народот на Македонија ќе се ја врати делумно од земената власт и преку масовното гласање на изборите ќе ги избрка вештечки и насила насадените функционери, рече Груевски. Сега на 24 април доаѓа казната и од маздата на народот. Доаѓаат неговите 5 минути. Тоа е ден кога овој народ, народот на Македонија, на сите ќе им покаже кој е кој во оваа држава, односно чија е оваа држава. Во април народот на Македонија ќе се ја врате делумно од земената власт и преку масовно гласање на изборите ќе ги избрака на квоци, вештачки и насила насадените функционери. И при тоа ќе испрати 4 пораки. Прво, дека ова е негова и само негова земја. И само тој народ одлучува за нејзината иднина и за нејзините водачи. И никој друг не може насила или со валка на игра да му го одземе тоа суверено право. Овој народ е господар на оваа територија. Ова ќе биде порака кон внатре и кон надвор од земјата. На 24 април народот ќе испрати порака до сите сегашни и идни политичари дека со валка на игра и манипулации не се освојува доверба на народот и не се доаѓа на власт. Довербата се освојува со работа и резултати, со искрен пристап и почит кон сопствената земја и луѓето во неа, со реформи, со дела, со проекти, со решавање на проблеми на луѓето, со инвестиции и нови работни места, со поддршка на земјоделецот, пензионерот, студентот, младиот, невработениот, поддршка и на бизнисот и на сиромашните, со нудење на подобра иднина, а не со сплетки и интриги, рече председателот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски во своето обраќање на годишната конференција на Унијата на жени на партијата.
Банките ја зголемуваат поддршката за компаниите на годишно ниво. Растот на кредитите кон компаниите во декември 2015 е двојно поголем од оној во декември 2014 година. Банките ја зголемуваат поддршката за компаниите. Последните податоци од Народна банка на Македонија покажуваат дека финансиските институции во декември минатата година одобриле за 128 милиони евра повеќе кредити на компаниите во споредба со претходниот месец. Овие податоци се охрабрувачки за стопанството, ако се земе предвид дека компаниите во текот на целата 2015 година добиле нови кредити во износ од околу 170 милиони евра. На годишно ниво растот на кредитите кон компаниите во декември 2015 е двојно поголем од оној во декември 2014, кога компаниите добиле нови кредити во износ од околу 60 милиони евра. Охрабрувачките резултати за растот на економијата минатата година, како вишокот ликвидност со која располагаат банките која може да се употреби за кредитирање на деловните субјекти, како и очекувањата за профит од истите според универзитетскиот професор Томе Неновски се меѓу главните причини зашто банките почнаа да одобруваат повеќе кредити за компаниите. Според него, како можна причина се јавува и мерката на Народната банка на Република Македонија за ограничување на потрошувачките кредити кон населението. Според статистиката на Народната банка, вкупните кредити во декември минатата година пораснале на 4,5 милијарди евра, за разлика од ноември кога изнесувале 4,4 милијарди. Вкупните кредити на домаќинствата достигнале над 1,9 милијарди евра во декември, за речиси 16 милиони евра повеќе од ноември 2015. Податоците на Народната банка покажуваат дека веќе подолг временски период граѓаните најмногу користат потрошувачки и стамбени кредити, иако последните месеци од минатата година евидентно е забавување на кредитите кон домаќинствата. На крајот на декември минатата година вкупните депозити од граѓаните и компаниите достигнале 4,95 милијарди евра, што представува раст од 301 милиони евра на годишно ниво. И населението и фирмите минатата година многу повеќе вложувале депозити во денари отколку во странски валути, каде доминира еврото. Иран ќе потпише договор за купување на 114 Airbus во Полска во последните 24 часа. Од смрзнување почина уште 7 лица, најмногу на југот на земјата. Пекинг планира ограничување на населението до 23 милиони жители во 2020 година. Вести од светот. По подигањето на меѓународните санкции против Иран, Техеран најави дека идната недела ќе потпише договор за купување на 114 авиони од марката Airbus, што е прв договор на Европскиот конзорциум Airbus со Иран. Договорот е вреден повеќе од 10 милијарди евра. Потпишувањето на договорот се очекува на 27 јануари во Париз при посетата на председателот на Иран Хасан Рохани. Најавата за договорот ја даде лично иранскиот министер Абас Акунди. Ова е прва комерцијална најава од големи размери по подигањето на меѓународните санкции, повлегувањето во сила на договорот за иранската нуклеарна политика склучен со големите сили. Во Полска во последните 24 часа од смрзнување почина уште 7 лица, најмногу на југот на земјата. Температурите од околу минус 20 степени во последните 10 денови не ги преживеа 22 лица, и тоа не само бездомници, туку и постари лица кои ја прецениле својата сила и излегле надвор на подолга прошетка. Билансот на починатиот суд во Полска од почетокот на јануари изнесува 75 лица, а од почетокот на ноември, кога полските власти почнаа да ја бележат трагичната зимска статистика, судот него преживееле 90 лица, соопшти Центарот за безбедност при полската влада. Црниот рекорд оваа зима и натаму го држи 3 јануари, кога само за еден ден беа пронајдени 12 безживотни смрзнати тела. Властите во Пекинг планираат да го ограничат бројот на жителите на градот, па тој да не надминува 23 милиони во 2020 година. Како што соопшти кинеската агенција Xinhua, ова одлука е донесена поради недостиг на ресурси за обезбедување на потребите на мултимилионското население во овој мегаполис. Во текот на следните 5 години Пекинг ќе продолжи да преселува луѓе од центарот кон периферијата. Бројот на жителите во централниот дел на градот треба да биде намален за 15% во споредба со оној од 2014 година, изјави градоначалникот на Пекинг Ван Аншун. Во 2015 година населението на Пекинг достигна 21,7 милиони, а до крајот на 2016 година целта на владата е таа бројка да не надминува 22 милиони.
Во рамки на 14-тото коло од првиот круг надпревари во првата македонска кошаркарска лига се одиграа два дуели. Во дербито на колото во битката за третата позиција Куманово славеше убедливо кај Кожув со 80-73. На дербито во Гевгелија кошаркарите на Куманово дојдоа до победа против домаќинот Кожув. Куманово славеше со 73-80 во интересен и неизвесен надпревар, но во третата четвртина синобелите одигра најдобро и го решија надпреварот во своја корист. Ракучевиќ беше најдобриот поединец кај Куманово со дабл-дабл учинок од 22 поени и 10 скока. Бојан Трајковски броеше до 20 и собра 14 скока. Капитенот Костовски додаде 13 поени. Кај домаќините 5 играчи завршија со двоцифрен учинок. Пен постигна 13, Ѓуровски и Вајт по 11, додека Нешовиќ и Мидлтон уфрлија по 10 поени. Трикратниот македонски кошаркарски шампион Фени Индустри дојде до лесна и убедлива победа на домашен терен против Струмица со убедлива победа од 84-66. Во вторник играат работнички и одличниот Карпош Соколи, а в среда ќе се сретнат МЗТ Скопје и Бест. Кошаркарите на МЗТ Скопје забележаа тесна победа во АБА лигата, откако во 21-та рунда во интересен надпревар ја совладаа Крка со 69-67. Со оваа победа металците се на ефект од 9 славија и 12 порази, кој што им носи голем исчекор кон обезбедување место во лигата. Аеродромци по 2 минути од четвртиот период беа со негатива од 5 коша. Следуваше далеку подсврста одбрана и серија за водство на шампионот, ја задржаа и минималната предност за победа во дуелот. Наефикасен кај македонскиот шампион беше Ѓорге Дреновац со 23 поени и 6 скока. Марко Луковиќ постигна 13, а Стојановски уфрли 11 поени. Во следното коло, МЗТ Скопје ќе гостува на второпласираната Црвена звезда. За подобрување на имиџот и пласманот на ФИФА рангирањето, македонската фудбалска репрезентација подготвува два интересни надпревара со Романија и Канада. Пријателскиот дуел на македонската фудбалска репрезентација против Канада ќе биде одржан во Австрија. Мечот ќе се одржи на 26 мај, а на истото место се бара уште еден противник кој ќе биде спаринг партнер на Македонија. Селекцијата полека ги комплетира пријателските средби за оваа 2016 година. Против Словенија на 23 март во Копер, а со Бугарија на 29 март како домакини во Скопје. Тоа ќе бидат единствените две средби во март, додека во мај и јуни ќе бидат одржани 3 меча. Две пресметки се веќе резервирани. Со Романија на 26 мај во Австрија, на 3 јуни со Иран во Скопје. Против иранците претходно беше предвидено да настапиме во Австрија, како и да ќе ги пречекаме во националната арена Филип II во Скопје. Македонската репрезентација со пораз тргна во најинтересниот сегмент на Европското првенство во Полска 2016. Загуби од хрватите, следниот дуел е против Норвешка во понеделник со белорусите утредента. Во пресрет на овие надпревари дел од најдобрите потези на македонците во Полска. Денеска времето претежно облачно и студено. На север и североисток можна е појава на слаб снег. Дува слаб ветер претежно од северен правец.
Пред крајот на дневникот и една информација за исчезнато лице од Куманово. Вчера 33 годишната жителка на Ново село СС се оддалечила од незиниот дом од селото. Случајот е пријавен во МВР. Од СВР Куманово превземаат мерки за пронаоѓање на жената. Од семејството апелираат до граѓаните доколку имаат некои информации за жената да се обратат до СВР Куманово или да се јават на следниот телефонски број 075 203 453. Жената носела црна јакна, црни чизми и црни тренерки и има кафејава коса. Ова е воедно и последната информација во дневникот. Ви благодарам на вниманието. Останете и понатаму со програмата на К3. Имајте пријатна вечер.